Господин Акимовски, кои се вашите очекувања од денешното гласање и каков може да биде исходот? Па јас сум 100% убеден дека цензусот нема да се оствари, дури да повикаа сите политички партии, убеден сум дека голем дел од граѓанството немаше да излезе на избори и дека да има честно и поштено броење и дека и во таква ситуација нема да се оствари бројката од 903.000 гласачи. Па владеачкото множество се познати преваранти со оглед на нивната генерална проба што има минатата година на локалните избори и они се познати манипулатори и затоа они не очекуваме дури и со 200.000 гласачи они ќе прогласуваат победа. Не може друго да кажат освен да прогласуваат победа, но јас сум убеден дека цензус нема да има и дека македонските граѓани не си ја дават Македонија. Очекувам силни притисоци во собранието и очекувам да има изроди од својот народ. Јас само можам да кажам дека ги повикувам сите кои што ќе имаат притисок и нема да може да издржат да си поднесат оставка. Нека дојде некој на нивно место кој што веројатно ќе има поголема храброст. Ако не си подготвен да се носи со предизвиците и се што носи политичката функција, не треба и, односно ако мајка ти не те родила да го предводиш овој народ, не треба и да се нафаќаш, затоа што кога ќе застанеш на чело на народот, има разни предизвици и разни опасности и според тоа треба да бидеш подготвен и да одолееш на тие опасности. Поготово немаме право да ќутиме и поготово немаме право на притисок и на било каков изговор ние што сме било на чело на институции кои што сме го јале овој народен леп и ние и нашите фамилии, ние немаме право да подлегнеме на било каков притисок, па колку и сака да биде голема заканата кон нас. Така, но премиерот зајавили дека веќе двотретинското мнозинство е обезбедено. Видите, Заев може да си кажува се што, разни луѓе имаат разна точка на топење, како што и овој Ајвар овде, постепено тој ќе се намалува. Некои, да бидам искрен, се топат дури на ладно. Ама ние што се бавиме со политика и што сакаме да го водиме овој народ, нашата точка на топење треба да биде многу висока.